Разнобојни цвеќиња за 8 март продава струмичанката Дафинка на пазарот во Штип. Пред самиот празник таа секоја година е во Истокот и продава цвеќиња кои лично ги произведува во низината градина. Иако процесот на производството започнува многу порано, сепак таа е децидна дека со посветеност, работа и многу љубов и оваа година успеала да произведе разни видови и да ги донесе тазе на штипскиот пазар. Вели цената се движи од 50 до 250 денари во зависност од големината и видот, а поборувачката е голема. Имаме каланхоја, ценерарија, ронункулус, примула, бегонија. Што најмногу бараат граѓаните? Па граѓаните спрема сезоната највеќе, сега 8 мартовско повеќе се тражи за поклонување, да го раздубавиме по нежниот пол и тоа е сега за сега. Па цената се движи од 50 динара, имаме кај нас до 250. Зависи од цвеќето, од големината на цвеќето, сето тоа. Да, времето беше ладно, ама секој производител кој ќе почне нешто да произведува, тој се организира, значи за затоплување, загревање, нели, за да се заштитува од мразиви, од ладно и така да. Како секоја работа, да. Фолиски се тие. Надворешно се покриени и внатрешно исто за зимската сезона. Па им посакувам на сите да им биде среќен празникот, да си имат здравје, мир, спокој. Е само 8 март нормално сите денови во годината што ни престојат да бидеме расположени. Неко расположението оде се пониско подолу. Да бидеме позитивни, да си подаруваме. Покрај тоа што таа ги произведува и продава цвеќињата на пазарот, истовремено ги советува купувачите за начинот на одгледување. Вели цвеќето си бара внимание, љубов и грижа за да ги разубавува домовите и дворовите. И упатуваме, значи, како треба да се одржават, значи, не значи сега да го поклонат и да не бидат задоволни од поклоно. Им даваме упатство на која температура може, дали може како собно да го користат, дали надворешно спрема условите. Треба ли да се пресадува? Па има некои што не треба сега за сезоната, како тие поголемите што се, тие се во поголема саксија засејани. Имаме некои што може да се ги расејат и за наредната година, наредна сезона, ако се ги заштитуват, да си ги одржават, да им бидат исто убави. Секој кој ќе поклониш со цвеќе се осеќа некако по пријатно, да. Инаку Дафинка остана да продава со многу љубов, позитивна енергија, отворена комуникација со секој кој што паршуваше, бираше и купуваше. Цвеќињата на Дафинка и оваа година остануваат изборот за многумина штипјани за празникот во недела.